И се уште актуелниот дочек на новата година и прославувањето на најлудата ноќ поминаа со намален број прослави во угостителски објекти. Поконкретно, на хотелско-ресторанските капацитети, кои од пред некоја година прекинаа со организирање дочек на новата година, им се придружија нови. Наместо фиксна цена и унифицирано мени, поедини ресторани ги отворија вратите само со символична влизница, а пијалоци, мезење и вечера секој може да нарача според собствена желба и можност. Таквата тенденција сама по себе го наметнува прашањето дали граѓаните полека ги менуваат навиките и кои се причините за тоа. Сигурно дека не се само цените, бидејќи сигурно општина од 30.000 жители плюс гости од страна може да ги наполнат салите и да издвојат по 1.500 до 2.000 денари за една новогодишна ноќ. Затоа сосема веројатно е дека значајна улога во менувањето на навиките има и неинвентивноста на угостителите кои практикуваат понуди и услуги како пред 3-4 децении. Главно свадбарска музика, неатрактивно мени со единствен мамец, неограничен пијалок на кој никој повеќе не се фаќа. Секако дека не е без значење намалената платежна моќ на граѓаните кои два пати ќе размислат пред да издвојат 60 евра за една видена прослава. Уште повеќе што истата по ништо не може да се памети. Поради таквото менување на навиките, може би е време и локалните власти да размислуваат за организиран дочек на новата година на плоштадите, на кој ќе доминира музиката и забавата. Таквата опција ќе му даде поинаква вредност на новогодишниот огномет и на сите содржини кои се во функција на прославата и пременот од старата во новата година.